Поштовани гледачи, добродојавте во уште една емисија за нашиот град Куманово. Денеска наши ваш гостин е господинот Миодраг Здравковски, познат кумановец од нашиот град, каде што ќе разговараме за некои интересни случувања од минатото. Се надевам дека ќе имате може да слушате доста интересни работи. Господине Здравковски, добар ден, добро дојдовте. Добар ден. Еве, овде гледаме еден куп фотографии од богатото минато, меѓутоа мора да кажеме на почетокот дека вашиот татко Гоце Здравковски е исклучително познат спортски работник кој целиот свој живот го посвети на спортот, на развојот на младите генерации, на развојот на физичка култура, на едукација на младите генерации и со еден збор останува запаметен како голем спортски работник во нашиот град. Еве, за почетокот да ни кажете вашата лична карта, каде вие од која мала потекнувате, каде израснавте и така натаму, кој дел на градот Куманово е тоа? Јас се викам Здравковски Миомир, син на Гоце Здравковски. Иначе, јас сум роден во Куманово, во мала, како нема име мала, него монополска зграда овде кај што е на центар, позади монополска зграда, тука сме родени ние. И како, беше во малото, како го поминувате детството, имаше многу кажување тоа дека тоа време се играло џамли, се дружиле децата повеќе топка и така натаму. Тука јас бев до 63-та година, иначе 52-та сум роден и како и сите мали тогаш Куманово беше сиромаштија, малце голема, не мала тој време и наши игри се спроведува со играње джилици, играње овие бирлиња, возење на обручи со жица. Тоа денеска ретко и не ретко, него не може да се сретне. Денеска деца компјутер ги дај, телефон ги дај, тој ги е најголема разлога. Ми не сме имали у тој време телефони, ни мобилни, ни фиксни. Играње е било у сокачето, ја има смо едно сокаче, и джилици, и соде правење, соде, што ги викам џамли, ми смо правиле од глину, тој печемо во огањ. И тако да, многу интересно. Твоите родители. Значи, Гоце Здравковски, твојот татко е бил познат спортски работник. Реков тоа, меѓутоа, твојата мајка што работи? Мајка ми е била домачинка. Дома не чувала не е нас, а татко ми е работел. И никогаш не ја работела. Татко ми си ја бија на работу, дојде од работу, руча га чека, појде на работу, руча га чека, значи... Ова слика е во Матеќе, по кој повод? Па, идеше се у Матеќе на одмор. Матеќе беше главно одмаралиште за деца, за возрастни, уредено, фино, и таму идесмо у Матеќе како деца, воде своне татко ни, мајка ни. И поседесмо по 10 на 15 дана, чист ваздух горе, за мерак. Сега изгледа више тој пропадна. Одамна. Да, кажете ни, еве, пред да ги прикажеме и други фотографии, од раното детство, кои ти беа другарчиња во мало што си играте најповеќе? Па видите, од рано детство мои другари беа, кажи го, Бошковски Томе, покојен е, иначе кум мој, Босич, тако звани, и сега тие други не ги знаев кои да ги кажемо по имења Тоде, Пеце, Цеце, не може да ги објаснам, имаше полно деца што се игравме тука. И владееше големо другарство? Другарство нема, ќе се заколја свиња у малу, тањири лети по сокаче, носи се на цело малу место. Друг ќе заколја, па друг носи. Такое дружење било големо, а сега тој више умре. Да. Ево интересна фотографија, 1933 година од Соколана. Значи, тоа е некаде 2 години после пуштањето на Соколана, твојот татко тука, натре во овој прекрасен објект, единствено тоа време во поранешна Југославија, па и пошироко. Мора да ни кажете, многу пати имам слушато дека Гоце доживуваше Соколана како прва куќа, можеби. Видите што, татко ми од школу право дома на ручак, од ручак одмори малце и право Соколана. Имаше вежбачи, он ги водеше вежбачи,
деца многу талентирани у тоа време. Ја не сум мислio, пошто помал сам бија у тој време. И тако да генерации горе што биле, татко ми е бија како домаќин у тој Соколано. Косто беше домаќин, да го спомну и njega. И он тамо, јас сум добар човек. Да, добар човек. Служеше чаеви, повише чај, кафе не е имало многу. Тако да одржуваше се Соколана. Сега гледам пропадната бербат направена. Дали ќе се обнови, дали не, тој сигурно знае овие. Па да, на тоа се работи, да се врати стариот се, но ќе видиме. Но она што е посебно интересно, ви имате кажувано дека вашата мајка постојано со татко ви се расправала каде оди седна во Соколана, зошто во Соколана, дојди дома, дали тоа точно? Точно и тој. Он, викам ти, време го посветуваше на спорт. Цел живот му беше спорт. С мерак, значи, од срце тогаш немаше плаќање или некои надокнади за занимавање со спорт. Чисто аматерски, од срце се работеше. И она што е посебно интересно да кажеме на нашите гледачи, таа случка што има доживеено вашиот татко за време на Втората светска војна, кога буквално му беше доведена во опасност неговиот живот. Што се случи тогаш? Па видите, он, како ние кажуваа на нас тој време, пардон, рат почиња, Соколана се разграбуе, столчиња, вика, стали, столице, маси, што имало народ, граби, ратно стање. Знаете како продавници улазав, куде се начека, све се граби. И бугарски некој командант му кажа, јутре Соколана да ми биде наместена како што е било сичко, а ако не, глава ќе ти летне. И куде татко ми ќе најде тој што е разградено по куќа да тражи. И прво Сабајле бега за Смедрево. И таму цело време за време на Втора светска војна бил у Смедрево. Па дури со вашата мајка се разидуваат, не може да се најдат? Да, во тие бомбардирања, пошто у Србија многу бомбардирање имало. Овде каде нас 2 бомбе паднале со, али таму бомбардирање многу било. Чак што беше и има се изгубено едни од татко ми, од мајка ми, па после некој време се нашли. И мајка ми таму има предвремен пороѓај, каде изгубила близначиња од предвремен пороѓај. Да споменеме дека вашиот татко ми работи во гимназијата Гоце Делчев како професор по физичко образование и тоа е многу важен податок. Што има кажувано Гоце за тој период во гимназијата? Се сеќавате ли? Па види што, у гимназију он важеше за поштован човек, за узорен работник и сите генерации го сака. Он имаше тогаш и имаше албанска една генерација у гимназија, кои ден денес, кои ќе ми видат у чаршија, викат, вика Миќо, како твој татко не раѓа мајка, вика, многу добар човек е бија. Значи, поштован и од ученици и од колеги е бија. Штета што немате донесено, рековте, има добиено многу големи признанија и титули од маршалот Јосип Броз Тито во тоа време. Тоа е големо признание да се добие таква работа, нели? Да. Има пуно медали, има пуно захвалници, похвалници, одликувања, али јас имав еден несреќен случај во двор барака, ми се запали и изгоре ми све тој документација. Иначе, тој само га да донесу многу одликувања имаше. Они захвалници, похвалници, ордените, сребрни, златни, што ти знам. Многу имаше тие одликувања. Сега вие се запишувате во гимназијата Гоце Делчев, имате таму доживеано многу интересни случаи, да ни кажете некои анекдоти од тој период. Него напред да ни кажете каква беше гимназијата, вел во тоа време било многу строго, дисциплина, почит. Да, еве баш ќе ви кажам една анекдота за колку е било строго. Идам ја у школа, фармерки купив тоа време Леви Штраус, тоа беше марка, и у прва клупа седам, и професор Дашто по географија ми вика, стани Здравковски, јас станувам, што си облека е ове? Викам, што сум облеке, брзе? Абе, вие фармерки, што си облеке у школу? Па ја викам, нови стъга ги купимо и мерахме. Брзо да идеш дома да се облачаш тие фармерки, овој не е каувојски центар. Док денес ке иде луѓе, овие ученици гледам, са си сцепани.
фармерке, па одговара, ја викам за сиромаси да истепа фармерке, одма е у тренд на моду, може да ги носи такој. Кој да ги споменеме тие професори кои ви предава на вас покрај, мислам дека и Кукац ви има предавано. Да. Борис Наумов Кукац такозвани, он ни предаваше физика, Среќко професор по историја, Ставре професор по математика, сега и кома и имиња ги забравимо више, кои беа други, али... И професорот Свето по физичко... Да, Свето Аврамовски. Прва, втора година, татко ми предаваше физичко, после он у пензија отиде, Свето беше тука, Мале професорка беше по физкултура, Душко после дојде. И какви беа професорите? Професори, знае се, на физкултуру, като отидеш преглед ногти, преглед униформа, гачите, патике, кој имаше руке на женски ќе покаже, кој има ногти одма надвор. Не може да е на физкултуру со ногти. Сега прави тие и надоградње на ногти, може и очи да ти извади некој у игре тие тамо. Да се годиме понатаму, ова се гимнастички великани на Куманово, кои многу пати се има споменувано во минатото, меѓутоа редно да ги споменеме. Куманово имало врвни плејада на гимнастичари, може да ги споменете овде како нова фотографија. Тука е Миле Фирс. Да, Миле Фирс, Соле Поп, Дејчо, Талјат, еден од албанци имаше многу добар вежбач. Не една се викаше женска, таа е у Србија оцелена. Во Врање живее таа. Не сум го видеа одамна, али она исто беше у тој екипу, у тој генерација. Мора да ве прашам за таа господја Нене, која сега живее во Врање, имам таква информација. Вела дека била најубавата жена во Куманово во тоа време и гимнастичарка. Дали тоа точно? Да ти кажу право, Брижит Бардо. Не да е лепа, него преубава беше. Градена ајкула, риба жена. Многу згодна жена беше. Куде да иде смо, татко ми кад ме водеше на такмичења некои, сви овие од страну што ќе дое, справо не гледам сви. Та Невена така се вика. Не, скратено ја викаме. Баш би сакале да отидеме до Врање да ја посетиме, ако сака да зборува, тоа би било многу убаво. Има што да каже. Она имаше куќа до овој Чанзо Фурна, тука и беше куќа, ама слушнам дека продава га тој место на Чанзо. Одма залепена до Чанзо беше куќичка стара. Така. А ово е Дојран, тој е Боце вежбач, сликан у Дојран. Многу порано се одело во Дојран гимнастичарите, зошто? Па ДТВ, таму имаше ДТВ партизан летовалиште. Така. И у шатори немаше некоја посебно сместување, шатори обични тие војнички, без патенти, без ништо. И таму се спиеше и обавезно идеа гимнастичари на припреми таму у Дојран. И змијарник беше тоа време, да ти кажам право. Ја како дете се сеќам, ќе стане некој насабери у шатор, нема патенти, викам на шатор, ќе стане да мести кревет, змија улегнала под јастък, под јорган се бунала, викав, цркав, плачев. И тако, али интересно беше, многу, интересно. А интересно ќе биде да ни кажете, вие кога сте биле вака млад човек, после 18 години, каде излегувате во тоа време? Велат имало свирки горе во Стар Монопол, во кај пожарнали, не знам, па во гимназија и така натаму. Сеќавате ли на тие моменти? И како не се сеќавам, ја тогаш ние млади излегуваме на Корзо, на площад, шетавме, кругови правесме. Денешња омладина тој не знае, не шета, они за нима од дома искача во кафиќ. А ми сме шетале туи, игранки су имало у гимназију, у Соколану, у овој, кажи га, пожарну, у туи доле рампроизвод, не рампроизвод, него карши мотори што продавава и сега туја имаше една зградичка доле, исто се правеше игранки, имамо познат состав, у Македонија најболи состав, глечери беа, Тике ќе усем да го спомнам, певач првокласни, со него Вучиќ еден бас гитара свиреше, и два-тројца уште други млади. Како беше еден вечер, не игранка да не опишете? Музика, дружба? Музика, дружба, 10 сат, завршува се све дома, мора да си идемо. Јас
Сега викам, целно ќе овие млади иде, време се промени, тогаш професор некако не видеше у 9 у Чарчија, одма сабајле разговор у школу, куде си бие, што си бие. Беше многу построго. И во Соколана да исполниме тие играчи? И Соколана, имаше татко ми како мал ме водеше на тие матинеа, ги вика они. Поозбиljni људи иде сва тако, ја у тој време се сеќам, он ќе ме одведеше, знам, поозбиljni људи играва. Ја од страну ќе гледам, ќе поседувам таму, мамо, и ќе си појдемо на кој дом. И која музика најповеќе на тие ваши игранки имаше? Па видиш што, тога у наше време беше најпозната група Битлси, у тоа време ние кога бевме млади. Ролинг Стоунси и таа музика се свиреше фактички овдека. Почна со коси носење, со бради тоа време, сега пак се враќаат бради. А велат нешто Елвис Пресли или не? Па Пославо. Пославо. Да. Рок-н-ролисти овие. Оваа фотографија мора да го споменеме уште еден голем великан, Звонко. Што илустрира оваа слика? Оваа слика што сака да каже? Па брат ми тука со него е, се дружиме, он брат ми поголем, со нив беше по контакт и со сите имаме добри успомени, нема лошо со никој. Сите не чува нас. Кажува дека Звонко во тоа време што ќе направил на справа ретко кој може. Но, да. Врвен вежбач беше и Звонко. Врвен вежбач беше. Да. Еве ги тие да ги недовржиме, тие сите врвни гимнастичари. Тука е Столе Поп, Миле Фирц. Миле Фирц. Још кој беше туја, не ги виду. Популарниот Боце, начело. Боце начело, он најкрупан беше, најголем беше тука. Ете, тоа се тие гимнастички великани на Куманово, кои за жал не се повеќе меѓу нас. Да. Меѓутоа дадоа свој белек. Така. Еве го Гоце, вашиот татко, ова е на екскурзија, Дубровник сликан таму некаде. Прекрасен град, уште тогаш. И нон-стоп идеше он по екскурзии, пошто беше класен раководител на таа албанска паралелка и нон-стоп кога иде, и он идеше на екскурзија. Да, ова е автобус подготвен за патување некаде. Тие старовремски автобуси со пенџериња отварање. Сега ќе прикажеме следната фотографија. Ова фотографија е од, мислам дека се прва генерација на професори во гимназијата Гоце Делчев. Што може да ни кажете од оваа слика ви? Па, видите што, ја туи не ги знам многу, осим овој Кукац, професор и татко ми, оние други... И директорот. И директорот Левко. Да. Овие други не ги знам, не ги паметам. Еве, ова се едни од првите просветни работници во гимназијата Гоце Делчев, плејада на врвни професори кои ги учеа младите во тоа време. И врвни генерации дадоа на ученици, на стручњаци, на сите полиња. Ова е повторно пред гимназијата Гоце Делчев. Да, професори, некој дел од професори сликани. Меѓутоа сте оделе во Соколана на тие незаборавни турнири, веројатно и на гимнастички часови и така натаму. Да, обавезно, каде да имало нешто, не водија горе у Соколану. Како беше Соколана во тоа време? Соколана беше најбоља сала во Југославија. Свите спортисти доваѓа у Куманово на такмичење, пошто нигде немаше таква сала, само Куманово имаше сала. Знам, сеќам се овие кошаркаши од Белград, Загреб, доваѓаат тука стално на тие турнири некои, не се сеќам какви турнири, важно се правеа некои турнири и се играше. Меѓутоа тие турнири биле, вика, многу посветени, многу народ. Народ не може да ги збере Соколана колку народ може да дојдеше, колку може да улегне, пуна сала. Горе тераса, пуна около, пуно, просто немаше многу. Па дори има откажувано, вика, покојниот Косте, кога ќе отвори салата од рано сабаље до доста навечер се сменувале. Едни гимнастичари, други спортисти, трети. Тоа беше најактивна куќа за спорт у Куманово. Тоа е било едина. Па и пошироко. Пошироко. Едина куќа е била за спорт, тоа е. Пионерчиња ќе дојде, сениорчиња, јуниори, сениори, само се менјава. Имате ли некоја интересна случка да ни кажете од Соколана, што се сеќавате вака, еве? Некоја да ви станала анекдота од Соколана?
Или што има, кажува на вашиот татко? Па он, видиш, он многу мерак имаше, кога ќе искочи некој добар вежбач, веќе го види од мали године, поготово за овој многу ми збореше за Новица, Ноце. Така? Ноце, Трендафиловски. не знам како се прозиваше, вика, овој дете има да биде подоста он стана борбен гимнастичар. И стана, за тоа имам, многу ми збореше тогаш за него. И сега за овие постари веќе сите беа меѓутоа, еве, мора да споменеме во оваа емисија дека покрај вашиот татко и другите спортски великани да ги споменеме, некои ги вика тие, како рекоа, 5 величенствени. Вашиот татко, Свето Аврамовски, Јордан Сливовски Оцко, Војслав Далјевиќ и мислам дека уште еден, сега не се сеќавам кој. Тоа се тие 5 луѓе кои во тоа време работеа на полето на физичка култура и продуцира врвни генерации на спортисти. Да. Тие беа меѓу први професори по физичко воспитување. После искочива млади, Душко, Маре, овие последни генерација, што викате, од кој беше друг? Јордан Сливовски Оцко, да. Да, од тие генерации, али овие помлади после искочија. Душко Тодоровски, да. Кажи го Санде Анастасовски, он доаѓаше стално кај татко ми околу полагање тогаш кога имаше докторат таму да спрема, стално доаѓаше. Ова е некој каекар на слика? Дојран, брат ми, на тие сандолини тогашни старовремски. Да споменеме дека и вашиот брат беше успешен ракометар, некогаш на Куманово, подоцна и познат спортски работник, така да и тој има заслуги за развојот на спортот во нашиот град. Беше он ракометаш, па едно време беше и у бокс. Така. Тамо председник на бокс и Кожара беше како спонзор на боксери, он беше у Кожара директор и така да има проведено доста време у спорти, брат ми. Па мора да споменеме дека Куманово во тоа време беше навистина голем спортски град, имаше бокс, имаше фудбал, имаше се. Ја да ви кажам право, чуду се како не се најде некој села у Македонија има фудбал, Куманово, други град по големина у Македонија или трети, не е битно, да нема некој да се најде да организира фудбал у Куманово. Овие приватни јаки... Па фудбал во Куманово нема веќе 17-18 години. Срамота, да ти кажам право. Да. За град Куманово фудбал да нема, значи стварно срамота. Ова е, што рекавте, онаа препознатлива локација Дојран. Да. Не, овие фамилија. Што работите во Дојран најповеќе? Кои вежби? Гимнастика, пливање? Пливање, кондициони тренинзи на плажата, ситан песок каде имаше, тамо ги водева на трчање, пливање. Имаше и вратило едно таму, чини ми се колку се сеќам, вежба на вратило. Ево, значи на ова фотографија е Невена. Да, Невена, Талјат е тука. Овој, не знам како се викаше, Лево, што е голем, тој исто беше вежбач. Не може да се сетам, татко ми е тука на слика и таа женска исто вежбачка беше, ама не знам име. Ова е во некој чамец? Дојран. Дојран е била главна дестинација за одмори на спортисти и на овие наши кумановци. Ова не е пред гимназија, ова е некоја друга локација, каде што овие познати граѓани на Куманово стојат. Оно што е посебно интересно, вие ми имате пуно повеќе пати кажувано дека боксот во Куманово предизвикувал голем интерес во тоа време. Како може да го пишеме тој период на ренесанса на боксерскиот спорт во градот? Бокс во Куманово беше меѓу најаки спортови у Македонија. И врни боксери испрлиме ние од Куманово, европски боксери испрлиме од Куманово. Само еве и бокс, полак изумре. Не знам сега дали нешто има, дали тренирав нешто, дали нема, мислу, такмичење у лига. Али какви боксери, какви од странство има доваѓано овдека, од Србија. Знам, се сеќавам Маријан Бенеш кога дојде да боксира со Лимановски овдека. Со Лиман? Со Лиман, да. Лимановски, овој другиот беше ромче. И всички други боксери су доваѓале овдека у Куманово. Мечевите беа во кино Козјак, да, на стадион.
На крај, кад мина спортска сала, доле се боксираш. У спортску салу. И народ, што да... Чекале смо с душу да дојде кад ќе биде бокс у неделју. Сега нема куде да отиде народ. Да ги спомнеме тие боксери, Бузле. Бузле, покоен, добар боксер беше исто. Русевски веќе борбен со Лимановски. Кажи го, Трајче добар боксер беше. Не знам презиме како му беше. Па доаѓа Ергин Салиевски. Ергин Салиевски сега таму тренира и он нешто. Така. За тој може да збори овие боксери што су биле постари, ќе каже. Еве ова е едно многобројните признање на вашиот татко што го има добиено. Да, овој е бија министер на по спорт у Македонија, Цветковски Благоја. Он му доделува некое признание. И она што е посебно интересно, што се вели вашиот татко живеел многу спортски живот, ред, дисциплина, не само кон неговите ученици, туку и кон вас, во вашиот дом имало почит, имало хиерархија и така натаму. Едноставно човек кој се грижил за своето семејство. Да, татко ми беше многу добар човек. Никогаш не ни е дигнал рака, никогаш не е, да кажам, на висок тон скарал. Све беше у договор, а и ние го поштуваме него како добар родител, како трчаше со нози, со раце, ке копаше да ни обезбеди некој скромен живот во тоа време. Така. Излегувате ли во хотел Кристал, одете ли со вашите другари? Хотел Кристал беше исто едно од подобро, да кажу, место каде се збирасмо и каде се организираше певачи, каде се летно време башча препуна, не може да дојдеш до место. Седи еден дежура, чека, един шета, па кога ќе обезбеди место, трчи, фаќа остали. Тој беше уби Боже да дојдеш до место Кристал. Значи, а каде не повеќе пречекувате нови години со вашето друштво? Во нови години е туја. Кристал, Домјана, у Куба не се сеќам дали имаше организирано, дали не се сеќам више, одамна беше, али... И во Домјана беше... Домјана и иде смо тамо, јошто организирано беше. Еве, ова е, значи, оно историски ден, кога се пушта Соколана, пишува во 5, 6 и 7, Соколана е пуштена на 7 1931 година. Ова е застава на кола српски шестара. Така е пишува, да. Еве да ја прикажеме ова фотографија. Ова е реткост. Значи, ова е фотографија од свеченото опуштање на Соколана во 1931 година, што мислам дека никој ја нема во градот. Ја имам две такви. А вашиот татко веројатно е бил на свеченото отворање, бидејќи имал тогаш 21 година. Ете, оваа фотографија многу значи и за нашиот град и за сите генерации. Ќе го дадем у музеј ако треба, ако го отворива, кога направи музеј. Па да, се подготвува, барем такви се најавите, Соколана да ја биде спортски музеј. И оваа фотографија треба да се го има своето место. Ова мислам дека не е Дојан. Матејче. Исто Матејче. Сега да прозбориме за оние незаборовни слетови, каде што младината од тоа време во Куманово сите на слет, на стадионот, покрај градот се одело. Што може да ни кажете вие за тие слетови? Па, след беше една од големи манифестација, пошто тој се правеше во име на Јосип Броз Тито, кој беше у тоа наше време мит беше, не за нас, за цел свет беше мит. Кај да идеше, кај да одеше, Тито беше Господ. И ние тогаш, значи, живееме за тој ден, у школи, татко ми трчеше по стадиони, главни проби кога ги вршевме на стадион, ќе се обележеше со значки, со тачки, со тој крешни што саѓа на трава, да се уигра, да се оноди 2, 3, 5, 10 тренинга, комплетни сви школе дава сва тој учесници. И кога ќе дојдеше тој ден, значи тој беше свет за нас, големо. Вело дека се правило многу сериозни подготовки за самиот слет. Имало претходно подготовки, анализи, како тоа се да биде. Не смело едноставно да се сгреши во целата манифестација. Татко ми имаше, ја колко се сеќам, вежбе правено, он ги пишуеше на А4 формат у папки.
И тој со донови пишуеше, јас викам, многу ми е жал што пожар ми го изгоре тој бараку, имаше унутра и вежбе пишувани за след. Значи, не требаше, не смееше да има грешка. Аматери го спрема тој ден вежбање на след, али грешка не требаше да има. Значи, толку со љубов се правеше тоа спремање. Заедно со него, исто да го споменеме, професорот Цвето Аврамовски, и тој работеше на слетови. Да. Како човек беше Цвето? Па многу добро, со татко ми, они многу соработува. Он го викаше така што више мојот татко татице. Многу го поштуваше. И да кажам и тоа дека татко ми пред да умре, на тој последниот след што го спремаше, некој ладно време, некој кише, некој чуда муки имаше по стадион кад идеше, и мајка ми стално ке викаше, кога се разболе, вика, тој за физкултуру живише, у физкултуру се разболе и на тој дан умре, 25 мај, на след дан умре. Вика, тој се разболе, вика. Да. Ова фотографија, веројатно од пред Втората светска војна, тука некои другори на вашиот татко, веројатно. Облечени, дотерани. И од 1933 година предначки течај на Соколското друштво во Куманово. Да објасниме дека во тоа време имало предњаци, така ги викале напредњаци, тие што вежбале, сега не се сеќавам точно, имало повеќе категории на вежбачи кои работеле во Соколаново. Од млади тој пионерчиња, јуниорчиња, сениорчиња, значи групе по групе су вежбале таму во Соколаново. А оно тој Соколско друштво е од првдан. Мисло и у поодмакли години, постари години бија члан на тој Соколско друштво. Да ти кажам, право што му е функција на Соколско друштво била, не знам тачно. Дали е политичка организација била тој време, дали е само такој за спорт била, не знам, не може да викам. Во секој случај работеле за развојот на младите генерации. За развој на млади генерации. И ова фотографија и од 1938 година. Имамо, да не претерам, 100 слики од тој време негово. Ги чувамо свите. Одите ли некој Соколана, некој што влечели? Едам стално, седам у парк и гледам на тамо. Да ти кажу право, и се чуду. Што се чувствувате кога гледате? Како да го гледам татка ми, да ти кажу право. И гледам, викам, како може да се дозволи све живо се поправља, доправља Соколана, такој како се распадна, тако остана, викам, срамота и гревата, мајко му. Никој не се најде до сега, некој, да кажу, паметен човек, да каже, дај да го обновиме, да го направиме споменик. Не мора да се улаза внутра, споменик да биде. Ете, тако и сега и гледам, ништо друго, што да правам. Што е за вас Соколана, еве? Што е дала таа за градот Куманово? Соколана е живот живот у Куманово е било Соколана. Значи, сви активности, ја ви кажа на почеток, таму се обављале. И Соколана е успомена на цел град, на сви генерации. И Соколана ќе остане како Џебарњак споменик, што е такој Соколана е у град. Да, оваа година скоро 88 години од постоење, 22 почна да се гради, значи уште 3 години славиме 1 век како се удрени темелите на Соколана. Да. И тоа е голема работа. Па тој треба да мисли в градски оци, да презима мерки, да го санирав, да го направи и да го дотерав, да се стварно направи Соколана што е било. Да, реков, има најави дека тоа ќе биде спортски музеј и веројатно кога ќе биде тоа се направено, ќе предизвика голем интерес. Ќе дојдат луѓе да видат тоа. Ќе доаѓаат луѓе, сви овие од бивши Југославија што се доаѓале спортисти, кои се живи, ќе дојдат да го посетим. Да. Ќе дојдат да го посетим, тоа е 100% ќе дојдат. Еве, викав ги на овие емисија, доаѓа од одгора луѓе с мерак дојдев да даде некој придонес за овој емисија. Да, 7 септември е денот кога е пуштена Соколана и мислам дека и тој џубилеј треба да се одбележува. За жал во минатото никој тој ден не го одбележа ниту еднаш, да каже на денешен ден е Соколана пуштена. Тоа е. Мора да водиме повеќе ред за тие битни историски датуми, а тоа е важен датум за нашиот град. Така. И мора да ве запрашам на крајот, еве, вие сте семен човек, имате внуци,
Мора да ги советуваме нашите деца што повеќе да се физички активни, да спортуваат, бидејќи, како што рековте, овие компјутери, телефони веќе стана секојдневна пасија на овие генерации, кои за жал се помалку се дружат, а повеќе се на телефони и на компјутери. Да. Што би им препорачале? Ја би препорачал да батали в телефони и компјутери, да идев да се спортуе. На моја внука, најголема 11 години, ја водев у школа кај Димитар Ракоме да тренира. На овие маливе исто ги советувам, кој фудбал сега од 7 годишен еден внук имам и овој 5 годишен. Сега здравле од есен планирам да ги водам доле у Академија Панде. Малце гледам како имав талент за фудбал, да ги усмерам таму на спорт. Во ваше време малку подоцна имаше и Лига Напревар, имаше турнири, имаше... Сега се помалку има такви работи, и технологијата си го зема своето дана. Да. Ја мислам дека ќе се врати луѓе на спорт. Значи, ако има повише екипе спортски, ќе има и деца кои ќе доваѓаат да тренира. Овамо само ракоме сега моментално по школа и фудбал тие двете. Кошерка нешто, не знам што докај дојде, тоа е. Иначе треба да се преземат мерки да се отварат тениски клубови. Фудбал да не збориме. Фудбал најголем срам у Македонија има Куманово. Да нема фудбал, тоа е најголем срам за Куманово. Фудбалски град кој има легенда пред рат у фудбал да нема. Што е жив срам. Има јаки фирми, јаки приватњаци што с мал прст да мрде може да ги одржува клуб. Па да се надеваме дека некој во наредниот период почета ќе ги спомнува вашиот татко и тие сите спортски великани кои имаат работено. Мора да има некоја, како да кажем, служба или која ќе води евиденција за тие спортски великани, кога се родени и така натаму, да се одбележува, па дури во Соколанат се стават нивни слики, бидејќи тие го афирмираат спортот во градот. Па како општина што има слики на градоначелници, тако и треба и Соколан да има слики на тие спортски работници кои се заслужили да спорту Куманово и од ослободување на АМО. Така. Да се надеваме дека се ќе биде во најдобар ред и кога ќе биде Соколана готова, ќе дојдете со вашите внуци и да покажете да се гордеат. Обавезно тоа, обавезно. Дај Боже да биде само. Така. И спортската сала се разбира. Ти благодарам, господин Здравковски, мислам дека кажавме доста интересни работи за нашиот град и во некоја друга прилика ќе поканиме пак ако сме нешто заборавиле да ни дообјасните. Меѓутоа, мислам дека овие млади генерации преку овие емисии сакам да им кажеме дека нашиот град во минатото имал богата историја. Да. И вредна историја која треба да се пренесува и да се чува, така? Да. Фала ви на вас што ме викавте да учествувам дека во ваша емисија. Кога ви треба нешто, некоја информација, јас сум ви на располагање. Да, овие фотографии како што реков ќе предложиме да се однесат во некој музеј. Така. И да се чуваат. Така. Почитувани гледачи, толку за денеска. Се гледаме во некоја друга прилика со некој следен гостин во емисијата за Куманово.